Со решение на второто вонредно заседание на АСНОМ на 29 декември 1944 година основана е Стопанска банка АД Скопје под тогашното име Македонска Стопанска банка. Во тие години по војната речи се и да не постои објект во Република Македонија што не бил поддржан во својата изградба, реконструкција или модернизација со средства од Стопанска банка. Во темелите на домашните огништа, на фабричките хали, на патишта и мостови, во административните згради е запишано името на Стопанска банка. Поддршката на стопанството и економскиот развој полека, но сигурно и дадоа сјај на поствоена Македонија. Као градежно предпријатие, ние углавном бехме ангажирани на објекти од високоградба, додека останалите објекти беа на друга страна. Стопанската банка доста помагаше во развоја на предпријатијата, затоа што нашата опременост не беше таква да можеме да работиме одредени објекти. Не памтам да имаше потреба на ветор од пари и да се јавам од Стопанска банка кај руководството и ако треба да се обезбедат пари. Во почетокот на 60-тите години, очите на целиот свет се свртени кон Скопје. Поплавата, а потоа и земјотресот во 1963 го уништуваат градот. Но несреќите сегогаш ја будат хуманоста и мобилизираат на акција. Стопанска банка донира 72 бараки, отвора импровизиран шалтер поставен во близина на собранието, а во отворениот фонд за реконструкција на Скопје, банката е еден од главните инвеститори. По овој тежок период, се до 1982 година, следи период на економски развој во цела Македонија. Се градат хидроцентрали, термоцентралите во Битола, голем број фабрики и се развива инфраструктурата во земјата. А Стопанска банка ги поддржува сите крупни инвестициони зафати. Македонија, од аграрна и разорена земја, се развива во модерна држава, а нејзиниот развој со многуте внатрешни реформи го следи и Стопанска банка. Да го имаш вистинскиот партнер, тоа за мене е чувство на сигурност, но пред се на слобода. Затоа што можам да патувам каде сакам, можам да освојувам височини, да совладувам далечини, да си ги остварувам со ништата. Ете, тоа е за мене партнер, вистински партнер. А банката токму тоа ми го овозможува. Да се чувствувам сигурно и во реалноста да го видам мојот сон. До крајот на 80-тите години, економскиот, материјалниот и духовниот развој на Македонија се во постојан подем. Во време на финансиска сигурност, населението подигнува станбени, автомобилски и потрошувачки кредити, а повеќе од половина од нив се издадени токму во филијалите на Стопанска банка. Тогаш банката прва го развива и безготовинскиот начин на плаќање и ги воведува чековите, а продолжува и со инвестирање во стопанството. Во текот на 90-тите години, Стопанска банка продолжува со својот развој и поддршка на економскиот живот во Македонија, со посебна улога во обезбедувањето на производи за населението. Лондонскиот весник Банкер во 1993 година ја рангира Стопанска банка на 20-тото место помеѓу 100 најголеми банки во Централна Европа. Социјалната корпоративна одговорност, првпат од страна на Стопанска банка, јас се судрив пред 2 години, кога несебично учествува во имплементирање на проектот за трансплантација на црна кај деца, каде што 8 лекари од Скопје, од различни области, отидоа на обучување во Сент Лук во Брисел и веќе сме во некоја завршна фаза. Паралелно со тоа, покажа повторно интерес во невладиниот сектор и учествува несебично во Фондацијата за трансплантација, Националната фондација за трансплантација, се со цел имплементирајќи ги основните мисии и цели на фондацијата, а тоа е подигање на свеста за донирање органи. Во 2000-тата станува дел од најголемата банкарска групација во Југоисточна Европа, NBG, и го започнува процесот на реструктурирање и реорганизирање во современа врвна финансиска институција. Денес, Стопанска банка го има потребното знаење да одговори на различните потреби на своите клиенти. Новите времиња и новиот ритам на животот ги следи со постојано воведување на нови и иновативни стандарди во работењето. Брзо и лесно се адаптира на новото модерно време и нуди модерни услуги и производи кои ги носи уште поблиску до своите клиенти, ги доближува во нивните домови и канцеларии. Ги воведува најреномираните брендови на платежни картички во земјата и со нив им ја дава слободата на своите клиенти да имаат пристап до своите сметки 24 часа на ден.
Се грижи сега и веднаш клиентите да ги остварат своите желби и соништа. Стои зад животната приказна на секој клиент и вложува во остварувањето на нивната посреќна иднина. Потребите на македонските граѓани постојано се менуваат, но поддршката од Стопанска банка секогаш останува. Во 2006 година Меѓународното училиште Нова бараше свој сериозен соработник за изградба на училиштен кампус за основно училиште во продолжение на постоечкото училиште и во тоа време баравме финансиска институција во Македонија која што ќе може да не поддржи на тој пат. Помеѓу сите банки во Македонија, Стопанска банка многу брзо се издвои како најсериозен партнер и со својата инволвираност и со својот партнерски пристап. Еве сега, 3 нешто години после започнувањето на тој проект, Стопанска банка и како го реализира својот дел од спогодбата и можам да кажам дека сме при крај на реализација на тој проект и веќе размислуваме на следниот, каде што повторно Стопанска банка е меѓу најсериозните потенцијални финансиски партнери на Нова. Растевме и се развивавме заедно со вас и со Македонија. Ќе растеме и ќе се развиваме и понатаму, за да ги задоволиме вашите потреби и во иднина. Заедничкиот успех е нашата визија за таа иднина. Стекнатото искуство во изминатите 65 години е нашата сигурна основа за уште многу години традиција на успешно работење со вас. Стопанска банка, 65 години на ваша страна.